Здраво и добродовте уште едно видео, каде што ова видео ќе збориме за интерсекси и гин-андроморфи. И во минатото видео малце допрвме што се тоа интерсекс. И тоа го спомнавме кај винската мушичка, каде што полов индекс беше каде што имаше 2x и имаше 3 пара на автозомни хромозоми. И тоа е еднакво на 0,67, што се наоѓаше нели помеѓу 0,5 и 1. И при тоа, кај овие интерсексови всушност нема развивање на еден на друг пол, односно фенотипски, некои особини се на едниот, значи фенотипски некои особини личат на женски пол, некои особини личат кон машки пол. И при тоа овие организми се всушност стерилни, значи овие се стерилни. Сега посебна категорија на организми се всушност гин-андроморфите. Тоа се индивидуи кои имаат фенотипски мозаицизам. Значи ако имаш индивидуата, вака, фенотипски таа има мозаик, да речеме оваа половина од индивидуата е женска, додека оваа другата половина е машка. И ова е карактеристично кај некои инсекти, каде што тука испаѓа исто дрозофила меланогастер или винската мушичка. И всушност ова се јавува уште во раните стадиуми на развиток. Например, кога се развива организмот, сега да речеме дека е женски организам, и тој треба да има X генска конституција. Сега при развиток, нели, клетките ќе почнат да се делат, први започнуваат тоа. Една клетка, па таа една се дели на 2, па од 2 на 4, па од 4 на 8, па 16 и така натаму и така натаму. Сега да речеме дека ќе направиме како една поделба. Значи во горниот дел имаме многу клетки и во долниот дел имаме клетки. Сега да речеме дека тука треба да се оддели некоја нова клетка, треба да се состои од која клетка пак ќе настане, не знам, раката. Така, че од таа ќе се диференцира раката. И сега придобивање на оваа клетка, првично сме имале една поголема клетка, нели, која ќе се подели на две. Да речеме дека таа, нели, е XX, но настае некаков проблем при што се изгуби едниот X хромозом, така да оваа клетка сега ќе стане X0, односно ќе има само еден X хромозом. И понатаму сите клетки кои ќе се добијат, нели од оваа една клетка која ќе се подели, ќе има само еден X во нејза, и понатаму тој еден X ќе се реплицира и секогаш ќе се прави со само еден X, и ќе се добиваат нови клетки, нови клетки, нови клетки, нови клетки, и сега да речеме ќе се направи рака. Во таа рака сите клетки ќе бидат со еден X хромозом. Така. И сега кај организми каде што бројот на X хромозоми всушност одредува полот, раката ќе представува всушност машки пол. Така, раката ќе биде машки пол, бидејќи има само по еден X хромозом, додека сите клетки кои биле на оваа страна останале со двојниот X, така дека ќе се развиваат уште клетки и сите тие клетки ќе бидат со XX генска конституција, односно ќе бидат женски. Сега ова се случува кај инсектите, бидејќи човекот не зависи од XXX0, него кај човекот е XXXY, но и да беше тоа случајот, главниот дел ќе се одредеше спрема тоа како ќе се развијат гонадите. Така клетки кои ќе зафанат гонадите, кој пол ќе бидат и поради од тоа понатаму ќе потекнеше остатокот од организмот, односно фенотипскиот изглед на организмот. Сега например оваа појава е забележана кај дрозофила меланогастер, каде што самиот инсект, ако нацртаме дека ова е главата на инсектот, ова е ко телото, тука ги има крилата. И сега кај очите, едното око е црвено, додека другото око е бело. Зошто? Бидејќи кога се диференцирале клетките, значи тука имало клетки, кога стигнале до овој тука степен, сега да речеме имаме една клетка и таа клетка треба да се подели на две, и сега од овие клетки понатаму ќе го изгради цело око, така? И сега ако настане некој проблем при делбата каде што ќе резултира со ова око сите клетки кои ќе го градат ова око да бидат машки, додека сите клетки кои ќе го градат ова око да бидат женски. И всушност ќе се добие единка која се нарекува гин-андроморф. И тоа беше едно кратко предавање за интерсекс и гин-андроморфи. Сигурно на интернет има многу повеќе, но ова е доволно да се знае. Значи интерсекс се јавува кај некои организми каде што имаат одредени полови индекси и тие организми кои се интерсексови се стерилни, а гин-андроморфи се каде што имаат мозаицизам, дел од телото е машки, дел од телото е женски. Добро, тоа беше се за овој видео, ќе се видиме во наредното видео. Довидување.